Ако некој ја дрмна сцената на Штип Fashion Days, тоа беше модната дизајнерка Стефанија Насевска, која се вбројува меѓу најдобрите модни дизајнерки во Македонија. Стефанија, како моден новинар кој 20 години ја прати модата во Македонија, ти честитам за оваа прекрасна ревија и за ова ремек дело што ни го даде на сите нас, бидејќи делото има длабока суштина и сепак се представува Македонија во едно од најубавите светла. Маската од Требениште ти беше како лајт мотив. Кажи ми колку си задоволна самата колекција и како четеше процесот и идејата за самата колекција. Ти благодарам за честитките премногу, затоа што многу ми е драго кога доаѓа пред се од еден новинар, моден новинар, особено па и кога ми е колега. Како знам дека ги имаш деновите и дизајнерски, така да многу ми е драго кога доаѓа од твоја уста таа пофалба. Презадоволна сум од организацијата, сум презадоволна од настанот како сето тоа изгледа, а посебно колекцијата како се прикажа на овој настан. Цел тим работеше напорно да се изведи сето ова. Меѓу тимот, јас како дизајнер можеби најнапорно за да ја реализирам колекцијата сработив. Кажи ми зошто токму се повика на маската од Требениште. Често знаат да се повикаат на неа, меѓутоа ти ја представи малце поинакво светло. Маската од Требениште јас сметам дека не е доволно прикажана. Ја имаме точно на парите прикажана, меѓутоа сметам дека има се уште потенцијал. Кај мене секоја тема е исцрпена од Македонија, од нашата земја, од идентитетот што го имаме ние и имаме што да покажеме на светот. Ова колекција беше прикажана неодамна и на Сараевската модна недела и помина и таму прекрасно. И сметам дека многу е добро кога дизајнерите си прикажуваат нешто што е нивно, од каде што потекнуваат. Многу е инспиративна како мотив. Ја истражив малку подлабоко. Цела тема беше символички представена и колекцијата се вика Eternity или вечност, затоа што маските нели се употребуваат за кон патот, да те заштитат кон патот до вечноста. Иако е погребна маска. Иако е погребна маска, темата е тажна, меѓутоа јас пробав да ја извлечам на поинаков начин. Ние патуваме кон вечноста. Јас сакам моето име да остане запамтено, сакам идејата, сакам нашата држава да биде запамтена, да биде вечна. Колку е тешко да се спои традиционалното со хај-тек технологија, бидејќи покрај традиционалното она што го метна како маската од Требениште, нели, постоја креации кои што навистина изобилуваат со мотиви кои што парираат на денешницата. Како го усогласи сето тоа, бидејќи сепак не е едноставно? Кога си дизајнер е умешно, не е едноставно, меѓутоа е умешност. Можеби некоја дарба тука игра улога. Следам секогаш модни трендови светски и морам да кажам дека сите мораме да ги следиме за да бидеме во тек со случувањата, затоа што ние треба да бидеме конкурентни на пазарот надвор од Македонија, не само тука кај нас. Доста е тешко да се спои нешто што е традиционално да се преведи во еден модерен тек, меѓутоа сметам дека направив успешна комбинација. Некој дека и публиката многу добро реагираше. Имав можност да гледам од позадина, имаше добри реакции. Мислам дека и вие, не знам, во публика, кога седиш подобро како изгледа. Дали ова колекција би прикажала и на други модни недели, бидејќи сепак ти се отвара патот кон надвор и со оваа колекција па и со претходни? Јас радо би покажала, сега каде што ќе добијам покана да гостувам, радо би пошла и би покажала, затоа што сметам дека треба да се покажеме како дизајнери, имаме квалитетни дизајнери тука во Македонија. Кажи ми кои се твоите идни планови, дали планираш да продолжиш интензивно со дизајнерството, бидејќи се појавуваш често, но не пречесто на модни настани, бидејќи ги немаме тие модни настани. Јас штета што правам паузи понекогаш, не сум константна, цело време сум во модната индустрија, меѓутоа со колекции не сум константна, сакам да го задржам темпото и константноста и во иднина планирам се почесто да имам колекции. Дали може да очекуваме нешто од типот што направивме кога имавме една од твоите колекции, односно текст од една од твоите колекции? Многу ми е драго што ја памтиш и таа колекција, можеби таа е првата што направи бум за моето име. Очекувајте од мене многу добри проекти во иднина. Благодарам многу. Ви благодарам и вас и на целата екипа од Hype TV.